Продолжуваме заедно со ДУИ и остануваме отворени за разговор со сите. Премиерот Зоран Заев од Рачево посочи дека очекува владината коалиција да опстои по локалните избори, а парламентарното мнозинство да остане стабилно и да расте. Ние настапивме заедно со ДУИ, продолжуваме заедно со ДУИ, ги поддржуваме кандидатите од ДУИ и веруваме дека тоа ќе биде најизвестниот добробит за граѓаните на Република Македонија. Покрај ова заявили дека немало отворен состанок или дебата дали алијансата излегува или не. Тој остава на нив тие да одлучат што ќе прават понатаму. Меѓу другото, Заев ги отфрли шпекулациите дека ДПА влегува во владата. Нема состанок ниту со реформаторите во ВМРО ДПМН. Отворени се вратите за соработка со сите во формирањето на владиното мнозинство, кое што се случуваше некаде март месец, ако не се лажам, или веднаш после тоа, ДПА беше не заинтересиран да влезе во власта. Ние разговаравме со БЕСА, колку што се сеќавате и одлучија да не влезат со испораката на неприфатливи работи. Владиното мнозинство треба да расте и треба да биде постабилно, од проста причина пред Македонија се сериозни одлуки кои што треба да ги носиме, пред секој што значат живот за граѓаните. Мислам пред се на внатрешните реформи, мислам пред се на економските перспективи на државата, така да ние остануваме отворени за разговор со сите, вклучително и за поединци од досегашната опозиција, предводена од ВМРО ДПМН. Заев зборуваше и за неодамнешното интервју на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кое што го оцени како хаотично, а на неговите обвинувања за изборни нерегуларности рече дека на влезот на самата кампања сите анкети покажале водство на СДСМ и коалицијата. На обвинувањето за прислушувањето на раководството на ВМРО ДПМН, Заев одговори дека со промена на власта нема незаконско прислушување во Република Македонија, посебно не како што рече кон политичкиот противник. Во врска со најавата на ВМРО ДПМН за референдум за договорот со Бугарија по изборите, Заев рече дека демократското право секој пат треба да се користи, но да биде во согласно со Уставот.